Изградбата на објектот кај Мајчин дом ќе продолжи, вели инвеститорот Фатмир Етеми, во спротивно ќе ја тужи општината за милионски загуби. Во изјава за медиумите тој вели дека забраната за градење била издадена за несоодветно поставена заштитна ограда, проблем кој е решен веднаш по стопирањето од страна на администрацијата на Златко Марин. Етеми вели дека граѓаните не треба да бидат загрижени за животната средина, бидејќи со проектот предвидено е 3 пати поголемо зеленило на парцелата од тоа кое што го има сега. Исто така, од комуналиите кои преку овој проект влегува во општинската каса, бенефит ќе имаат сите жители на аеродром, вели инвеститорот. Се уште разговараме, се надеваме на позитивен исход, нормално ќе свикаме на пресконференција наредна, доколку се договориме со нешто. Каков иде одговор? Позитивен исход е таму да нема зграда. Мојот став е непроменен. Последната изјава на градоначалникот Марин дадена еден ден по протестите кои се одржаа пред парцелата, говори дека тој нема да дозволи изградба на зграда на таа локација. Сепак најави преговори со инвеститорот, а исходот од истите треба да биде соопштен следниве денови. Правиме повише зеленило отколку што е во таа локација и вработуваме многу луѓе. И едноставно, ако овој тренд е на опаѓање на градежните работи во Република Македонија, ве уверувам дека цените на станови ќе се зголемат, бидејќи градежништвото вртоглаво индексот паѓа надоле. Значи, ако продолжи да падне, а не се гради, цените и тука и нашите граѓани губат, бидејќи ќе платат повисоки цени. Градежните активности на парцелата во овој момент се ставени во мирување. Забраната која издаде општината трае 15 дена, а беше издадена по протестите на дел од жителите во аеродром. На последната вонредна седница на Советот на општината беше донесена одлука да се иницира формирање на тело во кое представници на местните заедници, Сдружение на граѓани и стручни лица од областа на урбанизмот директно ги учествуваат во урбанистичкото планирање на општината.